Дали македонските власти свесно го кршат законот и се обидуваат да испратат амбасадори во странски земји надвор од правилата? Алфа се обиде да добие одговор на ова прашање, откако добивме информација дека некои од кандидатите за испразнетите амбасадорски места би можеле да имаат двојно државјанство. Го контактиравме професорот Мишо Докмановиќ, кој се подготвува да оди во Израел за да ни одговори дали можеби тој има двојно државјанство. Неговиот одговор беше ниту да, ниту не, односно дека не сака да коментира. Дали можете да говорите на прашањето дали вие сте кандидат за амбасадор, нели? Дали имате државјанство на уште една држава освен македонско? Значи, ја не можам да коментирам на оваа фаза во постапката. Да, меѓутоа... Немам коментар на ова што ме прашувате. Така, меѓутоа знаете дека, колку што ја знаме, практично невозможно да оди во дипломатска мисија човек кој што има двојно државјанство. Значи, јас со тоа немам ништо, значи ја немам коментар на ова што ме прашате. Во Законот за надворешни работи, во членот 36, под точката услови и постапка за именување на амбасадор, јасно пишува дека за амбасадор може да се именува лице ако е државјанин само на Република Македонија. Инаку токму во врска со предлагањето за амбасадор на професорот Докмановиќ, медиумите го обвинија шефот на дипломатијата Димитров дека има судирни интереси. И поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошевски предупреди дека професорот Докмановиќ бил дел од комисијата за доделување стипендии за додипломски студии во странство, која одлучи токму на керката на Димитров да и биде доделена државна стипендија во висина од 40.000 евра за секоја година од студиите во Холандија. Постои основно сомнение дека остварувањето на ваквиот значителен приватен интерес за семејството на Никола Димитров, влијанието врз непристрасното вршење на неговите министерски овластувања кога тој одлучил на владата да ја го предложи токму професорот Докмановиќ, а не некој друг за амбасадор во Тел Авив. Голема е веројатноста дека министерот Димитров, како избран функционер, му возвратил со давање на предност лично на професорот Докмановиќ и му овозможил повластица преку неговото предлагање за амбасадор во Тел Авив. Во пресет на формирањето на техничката влада, Заев и неговите соработници забрзано започнаа да ги пополнуваат со своји луѓе амбасадорските места кои со години стоја испразнети. Дали во жилбата да ги наградат проверените кадри го кршат законот за МНР и законот за спречување корупција и судирни интереси, треба да се изјаснат соодветните институции.